Па затоа ќе отвориме една тема која што е доста интересна околу инфлуенсерството, маркетинг индустријата, начинот на кој што веќе брендовите почнаа да комуницираат со публиката. Колкаво е вистинското влијание на инфлуенсерите? Дали им веруваме повеќе отколку на традиционалните реклами и каде е границата помеѓу искрена препорака и платена содржина? Сето ова утрово ќе го позборуваме со професор доктор Маја Кузмановска, професорка по маркетинг и одличен познавач на состојбите, посебно каде генерација Z знае да вмеша повеќе прсти. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас, до вашите гледачи и благодарам на поканата. Ке се согласите дека имаме инфлуенсери од секакви возрасти, но младите некако доминираат и повеќе ја сваќаат предноста на оваа професија на иднината? Апсолутно. А одговорот е многу јасен и очигледен. Младите, особено генерација Z, па и Алфа, веќе генерација кај да ќе дојде и ќе стане многу активна, се во континуитет на социјалните мрежи, а тоа е домот, под наводници кажано, на инфлуенсерите и тоа е најголемата причина зашто генерација Z гледа најголема поврзаност и гради најголема доверба, релации и врски со инфлуенсерите, дека стануваат доминантни и ќе бидат уште допрва доминантни на социјалните мрежи и влијателни и не само како некој тренд кој што се наметнува последниве години, туку и како професија, тоа сигурно така ќе биде. Така. Иднината е на нив останува. Дали е професија или не, навистина секој има свое мислење, но што покажуваат и статистиките и она што вие го работите, дали инфлуенсерите веќе стануваат на некој начин медиум и колку е реално нивното влијание? Така, ова е многу интересна и атрактивна тема и допрва ќе стане тема која што ќе се разработува и ќе се актуализира и во светски рамки, а секако се што е тренд во светот полека доаѓа и кај нас. Но она што со сигурност можеме да констатираме дека во последниве години настана огромна трансформација во начинот на комуницирање помеѓу брендовите и публиката. И секако кога ќе стане збор за промоција на брендови во последниве години, особено во последно време, некако секогаш го поврзуваме со инфлуенсери, затоа што тие ги гледаме како личности кои што ни се најрепрезентативни во насока на промоција на брендовите. Меѓутоа мораме малку погледите да ги расшириме, односно да размислуваме пошироко дека инфлуенсер не е само личност кој што промовира бренд. Инфлуенсер е влијателна личност кој што има големо исклучително влијание врз навиките, ставовите, мислењата на популацијата, односно на следбениците. Генерално можеме да заклучиме дека влијае на животниот стил на нивните вредности, а со тоа полека доминираат и на сцената на медиумите, стануваат дефинитивно медиуми и можеби не знам дали вие ќе се согласите, бидејќи нели сте во етерот и долго време работите во овие така наречени традиционални медиуми, меѓутоа има едно размислување дека на инфлуенсерите оваа работа им е поедноставна и полесна затоа што ги немаат оние филтри низ кои што поминувате вие како традиционални медиуми, уредници и така натаму. За да една содржина од вас отиде во етер, треба да помине неколку фази, односно филтри, како што реков. Таму малку односот и пристапот е подиректен, па можеби од тој аспект се третира дека е поедноставно да дојдат и да работат на медиумите. Так. А дали можеби тоа е една од причините поради што публиката често им верува на инфлуенсери отколку на класични реклами? Нема врска дали класичните реклами ве се емитуваат на традиционални медиуми, да ги ставиме и на Facebook, некако истражувањето и анализите велат дека повеќе ќе посетат луѓето конкретен профил на одредена личност отколку бизнис профил на некоја компанија. Дефинитивно, затоа што во природата на човекот е да се врзува со човек со кој што дели слична или иста животна приказна. И тука некако инфлуенсерите се наметнуваат како пријатели. И тоа пријателство, таа релација, врска и доверба која што ја стекнуваат со следбениците, всушност ги прави по-природни, по-приемчиви. И на тој начин ги привлекува.
од една страна. Од друга страна, некако мислам дека кај гледачите, генерално кај публиката, постои едно мислење дека рекламата на традиционалните медиуми има повеќе комерцијален момент. А тој комерцијален момент кај инфлуенсерите постепено се губи. Е во завиена форма. Така е, баш така, во завиена форма не е некако истакнат и препознатлив, затоа што они пред се настапуваат пријателски, ги споделуваат нивните животни приказни кои што се блиски до животните приказни на обичните луѓе, на обичните граѓани, и тоа им дава можност да полесно допрат до менување на нивните ставови и генерално до одлуките кои што ги носат. Така. Во однос на брендовите, кои се поефективни, да кажеме, во рекламирањето на одреден производ, дали микро или макро инфлуенсерите? Ова е многу честа дилема. Да, честа дилема е, меѓутоа мораме да имаме во предвид што барателот, односно брендот, има за цел. Доколку еден бренд сака поголема видливост и поширока публика, најверојатно тогаш ќе се одлучи за макроинфлуенсер, затоа што тој има поголем број на следбеници и ќе стигне до поширока публика. Меѓутоа, ако целта на брендот е да воспостави врски, релации и повисок степен на доверба со публиката, тогаш со сигурност ќе се одлучи за микроинфлуенсер, затоа што микроинфлуенсерот тоа го прави и му дозволува бројот на следбеници тоа да го прави. Секако дека макроинфлуенсер кој што има огромен број на следбеници не може да посвети внимание, да разговара со секој, да одговори на секоја порака и така натаму, а микроинфлуенсерите тоа го можат. Така да ако сме помал бренд или бренд кој што сака поблиски контакти, поголем engagement, нели народно како се вика со зборовите на маркетингот, да постигне во етерот, тогаш тоа ќе го направи со микроинфлуенсерите. Меѓутоа, во последниве години некако можеме да забележиме дека без разлика која е целта на компанијата, ова што сега пред малку го споменав, повеќе се наметнуваат и се избираат микроинфлуенсерите кои што успеале со својата автентичност и со својот начин на комуницирање и контентот, содржината која што ја пласираат, да се наметнат на социјалните мрежи. Колку е развиен овој тип на маркетинг кај нас? Дали ги следиме светските трендови? Така, можеме да се пофалиме дека од година во година се попрофесионално се пристапува кон инфлуенсерството и се гледа како професија. Трендовите кои што се појавуваат на светско ниво со развојот на интернетот многу брзо се пренесуваат на секаде во светот, па и кај нас. Така да оние инфлуенсери кои што сериозно си ја сватиле оваа професија, кои што сериозно си ја сватиле улогата во која што се наоѓаат, кои што гледаат на нешто во кое што во континуитет планираат да се градат и да прераснат на вистина во вистински професионалци, сите трендови без исклучок ги пренесуваат. Така да сето она што се случува во светот, може би со мало закаснување доаѓа и кај нас. И тоа успешно го пласираат нашите инфлуенсери. Сега тука доаѓаме освен на бројките и успехот кој што го постигнуваат инфлуенсерите и нивната одговорност. Од таму каква и колкава е нивната одговорност и каква е свесноста исто така и во Македонија, особено одговорноста што ја имаат кон младите и кон новите генерации? Одговорноста е огромна и тоа мислам дека треба да го има во предвид секој инфлуенсер, затоа што секоја личност, особено помладите, генерација Z па и алфа генерација, во процесот на градење на својот карактер се усврнуваат на два типа влијанија, примарни и секундарни. Примарните се оние кои што ги добиваме најчесто од блиското семејство, пред се од родителите и сите оние кои што ни се во тоа окружување. Секундарните влијанија ги добиваме од окружувањето, а во денешно време, во овие услови во кои што живееме, тие влијанија се најдоминантни од страна на социјалните мрежи, особено од инфлуенсерите. Тоа мора да го имаат во предвид сите тие, затоа што, како што споменав на почетокот, не само што со нивниот пристап и начин на комуникација влијаат на процесот на донесување на одлуки во купувањето, туку влијаат и на ставовите, на мислењата и на карактерот
кој што понатаму ќе има огромно влијание во други идни животни одлуки. И затоа мора многу да се внимава каква содржина се пласира, кога таа се пласира, на каков начин се пласира. Едноставно да се внимава на стимулансите кои што се испраќаат во етерот, бидејќи ние луѓето реагираме врз основа на стимуланси. Што ќе ни биде пласирано од окружувањето, такво реагирање ќе пласираме. Така да многу треба да се внимава, одговорноста треба да биде кај инфлуенсерите на највисоко ниво. Така. Факт е дека социјалните мрежи, не толку Facebook, па може би Instagram, колку TikTok, го променија некако начинот, но и го менуваат цело време начинот на рекламирање. Може би денес за некои работи кои што порано сме се смееле или сме велеле нема шанси, нели тоа да го доколку го видиме тоа да го купиме и така натаму. Колку прашањето ми беше ќе се менува и понатака начинот на рекламирање и што може да очекуваме во иднина од маркетингот? Ќе има ли некоја црвена линија, ќе има ли некоја граница или тоа ќе се дојде некако природно, ќе го постави, ќе се постави тоа некако природно помеѓу брендовите, помеѓу публиката? До каде е публиката подготвена сите овие работи да ги консумира кои што денес се сервираат? Бесконечно. Бидејќи денеска ја го гледаме оправдувањето на тоа што некогаш ни го велеа. Секоја антиреклама е добра реклама. Да. И тоа навистина денес поминува. Така е. И јас се чудам, борба има на TikTok кој повеќе денес ќе има коментари, бидејќи тој им носи пари. И велат, пишувајте ми коментари без разлика какви се. Нашеве генерации се нервиравме на такви коментари. Сега гледам генерација Z и другиве помаливе, гледам некој TikTok видеа, велат, ако пишувајте ми коментари, тоа не допира до мене. Да. Дури кога рекламираат брендови. Многу добро го поентиравте. Во последно време исто се истакнува еден момент кој што вели дека генерација Z е генерација која што има највисок степен на сарказам. Така треба. А од друга страна била дека сарказамот е највисоко ниво на интелигенција. За да бидете саркастични, меѓутоа нели во некоја доза која што не ги надминува границите на воспитувањето и на културата, навистина треба да имате во себе и интелект и креативност и така натаму. Така да развојот на маркетингот нема граници. Едноставно како се менуваат трендовите, така се менуваат и начините на кои што се настапува на етерот. Меѓутоа многу е важно да направиме разлика во тоа дека сите инфлуенсери не можеме да ги ставиме во ист кош. Така има најразлични инфлуенсери, па и од аспект на улогата не само која што има, туку и темата која што обработуваат. Има инфлуенсери кои што се сконцентрирани на здравје, на фитнес, на убавина и така натаму од една страна, од друга страна инфлуенсери кои што имаат поголем кредибилитет, кои што подолго време се на пазарот, кои што имаат појасна содржина, меѓутоа едно кое што ги обединува сите е транспарентноста. Мора да се внимава дека треба да се биде исклучително транспарентен и треба постојано да се вложува во себе, затоа што прашањето кој што го поставивте како се сега менуваат трендовите, особено на TikTok, дефинитивно публиката, конзументите не сакаат обична едноставна содржина. Дојде време кога содржината треба да биде навистина под наводници тешка, да има некаква вредност. Не може секој кој што сака да се појави пред камера, без разлика каква и да е, макар и тоа да е камерата од телефонот, и сака да биде популарен, меѓутоа тоа е негова желба, да настојува преку инфлуенсерството да го реализира. Мора да се внимава во инвестиција во себе, да имаме содржина прво во самите себе си, која што понатаму преку инфлуенсерството ќе можеме да ја пласираме во етерот и таа ќе достигне до поголема целна публика и ќе биде прифатена. Затоа што ние можеме да си снимаме видеа и да си ги пласираме, меѓутоа прашањето е кој тие видеа ќе ги слуша и дали тие видеа ќе направат некому некакво влијание. И во последно време знаеме дека трпението ни е сведено на минимум, така да колку што е можно пократка содржина, но поконцизна и порелевантна. Но да поентираме околу одговорноста, јас повторно ќе се вратам на TikTok, се случува еден феномен, не смееме и не можеме да го заобиколиме. Многу луѓе стануваат вирални со за жал неубави содржини. Сега, брендовите тие луѓе не би ги ангажирале или нешто да им рекламираат. Меѓутоа алгоритмот на TikTok
Препорачува. препорачува. И они на тој начин соработуваат, а дел од младите гледаат насилни содржини, вознемирувачки содржини, нели крајно несериозни шали, булинг меѓу врсници. Чисто сакам да поентираме и всушност и за тоа ја отворивме темата на каде се движиме и дали тоа може да се спречи. Ете, брендовите не инвестираат во таков тип на инфлуенсерство, но сепак социјалната мрежа, конкретно TikTok, нуди некој мал хаос во однос на тоа. Сепак се почнува од домашното воспитување. Мислам дека дома, од домашни услови, нели, треба да произлезат сите тие сугестии, разговори, потоа да се пренесат на ниво на училиште и на други организации кои што се наоѓаат на едно повисоко и повлијателно ниво, каде што ќе се разговара и ќе се дискутира за тоа како треба да се однесуваме, што треба да пласираме, што е она што треба да го одобриме, а што е она што треба да го осудиме. Тоа навистина е многу тешко да се направи во домашни услови, затоа што влијанието од токму од овие социјални мрежи, посебно од TikTok, е многу значено, а пак тоа произлегува од еден друг момент кој што вели дека човекот реагира врз основа на два системи, едниот е когнитивен, другиот е афективен. И афективниот систем, оној кој што се темели на емоциите и на чувствата, подоминантен. Тој е секогаш доминантен и тој е автоматски се активира. И ние во принцип луѓето секогаш игнорираме содржина која што бара поголем когнитивен напор. Така да кога ќе дојдеме во ситуација да избереме помеѓу две содржини од кои што едната е повеќе забавна и интересна, па саркастична, дури оние моменти кои што вие ги спомнавме, со содржина која што бара поголем когнитивен напор, ние најверојатно ќе одбереме оваа првата. И токму затоа тоа не се случува. Така да треба да работиме на активирање на когнитивниот систем. Така. Да се работи во таа насока. TikTok ќе го оставиме како посебна тема, треба малку повеќе да разговараме и за типот на рекламирање, маркетинг таму и слично. Сега за сега тука ќе го заокружиме разговорот. Благодариме за гостувањето во утринската програма и убав работен ден. Од 9 часот сме веќе со студенти. Така е, ви благодарам многу. Да, мене веќе ме чекаат студентите на Бизнес Академија Симејски за предавања, така да еве веќе расонети, размуабетени. Професорката од рано станата веќе била во емисија. Продолжуваме со активностите. Благодариме. Благодариме Благодарам на за поканата. издвоеното време.